По 10 дена, откако снегот и ниските температури патно го изолираа Плачковичкото село Почивало, тројца болни жители денес се донесени на лекување во Штип. Тројца, четворица му имало то место, толку место имало и они, па другите, добро те овие денови така и овие збори, вика ќе дојдеме ќе однесеме, или вика ќе дојде горе лекар, то вика докторите Мовски дојде, вика лекарството ќе пратиме, вика така и рече. Во меѓувреме, додека зимската неизвестност ги ледеше стотината жители на ова село, секојдневно на линија со нив беше штипскиот градоначалник Благое Бочварски. Јас како градоначалник и општина Штип имаме целосна комуникација секојдневна со жителите од селото Почивало. Тоа е најоддалеченото село од центарот на градот, преку 20 километри, има тежок пристапен пат во планински предел, така што тие се уште имаат отежнати услови за живот и тешко движење по патот кон нивното село. Сепак, првата прилика на овие луѓе да им се укаже директна помош беше денеска. Противпожарната единица е таму заедно со граѓаните денеска и очекувам да ме информираат во текот на денот за тоа што се случува. Веќе во наредните денови повторно ќе останеме во комуникација и очекуваме веќе и времето да со зголемувањето на дневните температури да отпушти да биде целосно проводно и патот да биде проведен до Почивало. Мештаните се крајно благодарни на штипскиот градоначалник Бочварски. Те добиме ги сега во пратката како добиме, нели? Колку толку, иначе има помош од насловенто Бочваровски на градоначалнико. И фала тоа, благодариме. Болните денеска се пренесени со возило на штипската противпожарна екипа која утрово се проби до селото и им достави пакети со храна и хигиенски производи. Инаку под Плачковичкото село Почивало има 16 куќи и 86 жители. Над 10 од нив се со нарушено здравје како последица од поларните температури и зимскиот студ.